Почитувани, голем поздрав до сите вас кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. Јас ве поздравувам од едно прекрасно локално кафуле во близина на домот на Зарина Прва Севда, кое што веќе во сериозни и последни подготовки за големиот новогодишен концерт кој што ни го најавува. Всушност станува збор за предновогодишна кадифена магија со Зарина Прва Севда и ексклузивни гости од Турција на 20 декември. Докаде се подготовките, дали останата уште некоја карта, ќе да знаеме во продолжение токму од неа. Зарина, добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Да, ова се последните подготовки, многу сум среќна и возбудена. Карти не знам уште колку имам, ова е последен повик затоа што тоа е тоа. Подготовките се во тек, доста растрчано, доста интензивно, ама вреди за тоа што ќе се случува во сабота, односно утре, и сум многу среќна. Сите кои што присуствувале на твој настап, а не па концерт, велат дека навистина доживувањето е единствено. Кажи ми што ќе се случува на овој концерт и што ќе биде различно и толку големо од сите твои претходни настапи? Па не знам, мене секој настан, дури ако запеам сега тука, и тоа го сметам за настан, и се тоа големо за мене, сето дека можам да правам промоција на она што го работам, затоа што сум јас во служба на тоа што ми е дадено. Така да, овој концерт ќе биде исто голем колку и сите други, за ќе третира традиционална музика од Македонија, ќе се свират песни од мојот прв албум Ехо. Во следната година излегува втор албум, затоа сакав со ова да го заокружам некако Ехо и да му оддадам почит за се она што изминативе години ни го даде. Ќе се свират, ќе има двајца гости од Турција, тоа е мајсторот на гитара без прагови Cenk Erdogan, кој е светски познат артист, и кој за моја особена чест и задоволство ќе биде дел од овој концерт. Ќе биде тука и Ахмет Алан, еден перкусионист чиј главен инструмент е перкусија, но е мултиинструменталист всушност. На сцена ќе не придружуваат членовите на мојот бенд или ансамбл, Андреја Мирческа и Тони Арслан. Така да ќе направиме една кадифена магија, точно како што кажав, ќе биде меко и топло. И идејата на овој концерт беше да се стоплиме сите заедно, да си посакаме убави желби, да си поттикнеме некаква искрена, убава енергија за во следната година да го пренесеме, а да се ослободиме од се она што веќе не ни служи од претходната година. Интересно кај тебе и во твојата кариера тоа што негуваш традиционална музика, често пати кога зборуваме со македонските артисти кажуваат дека и некогаш не добиваат соодветна поддршка. Каква е ситуацијата кај тебе и колку државата сака да ја поддржи Зарина? Јас не знам дали станува збор само за Зарина или тоа се случува воопшто за традиционалната музика, но мислам дека е на доста незавидно ниво поддршката, односно воопшто видливо, како да кажам, понекогаш чувствувам дека државата можеби не знае дека Зарина постои воопшто, да бидам искрена. Тоа не е Зарина, нека биде Зарина само еден од тие примери каде што ние треба сериозно да посветиме внимание на традиционалната, онаа вистинската традиционална музика, затоа што на крајот на денот тоа е најголемото покажување на љубов кон татковината и родолюбие. Во суштина јас се бавам со светска традиционална музика, односно покрај македонската негувам и традиционална музика на народите кои живеат на ова тло. Односно испраќам порака дека музиката е универзален јазик, дека ние сме со широко македонците како народ, се луѓе кои прифаќаат различности, луѓе кои не ги делат луѓето на црни, бели и по било каква друга припадност, и дека познавајќи си ја сопствената традиционална музика не би имало причина зошто да имаме проблем со било која друга традиционална музика. Напротив, може само едноставно да ја прегрнеме таа цела една ризница на прекрасна традиционална музика. Така да се надевам дека ова што го правам, го вложувам надчовечки, надприродни, над секакви напори да тоа излезе прво да излезе од мене надвор кон публиката, а потоа од Македонија надвор кон светот. И ќе се трудам се додека постојам и додека можам и додека сум здрава да тоа го пласирам надвор во светот.
Да, морам да те прашам каков е фидбекот и комплиментите кои што ги добиваш од другите народи чија народна музика, традиционална музика третираш? Па, еве, фактот дека приоѓаат луѓе кои имаат светски кариери, а се бават со традиционална музика од светот и никога пат претходно не дошле во допир со македонска традиционална музика, дека доаѓаат и прават чест на македонскиот народ и дека се трудат и нашата музика да ја промовираат надвор во светот благодарение на она што ние го работиме сега. Зборува за тоа колку нашата музика е сепак голема и дека треба само да најдеме правилно пакување и дека на некој начин треба да ги поддржиме луѓето кои се занимаваат со тоа. Верувајте, многу сме малку, во Македонија сме многу малку и вложуваме огромни напори за тоа да се случи и тука е потребна таа поддршка за да успееме во тоа што го правиме. Секако. И на самиот крај сакам да те прашам што е она кое што ќе си го понесеш од 2025 година во 2026 и која е твојата најголема новогодишна желба? Мојата најголема новогодишна желба, ќе почнам со неа, а тоа е да излезе во следната година, да излезе новиот албум на Зарина Првасева, затоа што со нетрпение го очекувам, многу работам на него. А во 25-та година ќе си понесам малку повеќе љубов за себе, грижа за детето што во себе го гавам и на крајот на денот ќе си честитам што издржав една таква година која беше прилично тешка за мене, прилично тешка воопшто за Македонија, но за мене и на личен план и на професионален имав доста сериозни предизвици и сум среќна дека на крајот еве повторно успевам да си ги остварам идеите и соништата, онака како што знам и умеам, со најубавите делови од моето битисување и повторно да ги дадам назад кон светот. Зарина, ти благодарам многу за овој убав разговор. Ти посакувам да ти се исполнат сите желби, да имаш незаборавен магичен новогодишен концерт и новата година уште повеќе сериозни проекти да ти се случуваат и да ја радуваш публиката. Благодарам многу за просторот.